Марија, какво си, во какво расположение, како е надвор, што ли се случува Ако во нема твоето шешир, прво дојди до вклучување? Телма. Цветна е, маца, добро утро. Добро утро и до вас. Малку не ве слушав на почетокот, имам некој проблем, но верувам ми посакавте некои убави работи. Од се можам да слушам само Катар како се смее силно. И поради тоа, всушност, и јас сум во убаво расположение овде од терен. Да, ме насмеа баш убаво. Верувам дека може и да погодите каде сум. Од овде често пати се вклучуваме, односно булевар Борис Трајковски, Кисела вода кај Стара рампа. Ова е наше место, така можам да го наречам. Често пати се вклучуваме одовде и често пати, барем во оние месеци кога не било лето, сме можеле да забележиме дека има поголем број на возила, односно во раните утрински часови поголем број, но веќе во временскиот интервал од 13 до 16 часот и колони на возила токму овде. Скопјани беа навикнати не само на оваа улица, општо кажано во целиот град, на тргни застани, на колони од возила, на дупки по самите коловози, но со оглед на тоа дека дојдоа летните денови, улиците изгледаат вака како што може да се забележи овде на булевар Борис Трајковски, односно имаме умерен број на возила, часот е 7 и 9 минути, имаме умерен број на возила, но немаме секако сообраќај метош, ниту пак застои. Овде сообраќајот се одвива непречено, како што може да се забележи. Ваква некоја слика имаме исто така малку и подолена крстосницата кај Црвениот крст, оттаму можам да ги кажам и оние крстосници, улици, булевари во Скопје каде што имаме умерен број на возила во овие рани утрински часови, како што напоменав, блиску одовде, крстосницата кај Црвениот крст, кај собранието, владата на Република Македонија, соборниот храм. Веќе ги знаеме овие крстосници дека се со најголема раздвиженост, не само во овие рани утрински часови, туку и во текот на денот. Исто така може да се напомене булеварот Александар Македонски со улица 16 на Македонска бригада во Скопската населба Автокоманда, каде што тоа е тој булевар каде што секогаш имаме најголема раздвиженост на возила. Можеби во овие рани утрински часови имаме умерен број на возила, но често пати тој булевар знае да биде со долги всушност колони на возила кои што на некој начин се создаваат самите колони и на некој начин не создава тоа нервоза при што чекаме во место повеќе од неколку минути. Што се однесува пак до сите оние кои што ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, ете напоменав дека кај некој од нас кога има метош во сообраќајот се создава таа нервоза која што ја напоменав. Па тука ќе напоменам и за сите оние санкционирани возачи кои што се здобиле со казни, а не ги почитувале сообраќајните правила и прописи. Имено на 19 седми биле санкционирани 241 возач. Често пати ги кажувам сите овие податоци од оние санкционирани возачи кои што биле санкционирани во овие акцијски контроли кои што се спроведуваат често пати и можеме да забележиме дека бројката се движи некаде над 200 па се до 400, барем тоа е она што јас можам да го забележам. А овде вели дека од тие 241 санкционирани возачи, од нив 14 возила се движеле со брзина поголема од онаа дозволената над 50 км, а 2 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. 124, како што овде се вели, дека ја пречекориле онаа дозволена брзина во населено место, додека 117 ја пречекориле дозволената брзина надвор од
населено место. Овие акцијски контроли секако ќе продолжат и во иднина, како што велат од МВР, а секако апелираат и да се почитуваат сообраќајните прописи и правила за да немаме вакви огромни бројки. За крај јас ќе напоменам да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и да напоменам уште еднаш дека токму овде на овој булевар Борис Трајковски во Кисела вода или познато да ги асоцирам гледачите како Стара рампа, можеби не го знаат булеварот по самото име. Имам умерен број на возила. Сега може да се забележи дека поголем број на возила се упатуваат надоле веќе кон Чешма, местото познато како Чешма во Кисела вода, додека пак како и да е, во никој случај немаме метеж, ниту пак застој токму овде на овој булевар. И викам, на кате не ти треба шешир, имаш шишки. Така да... А ја викам, Марија, не гледаш и тоа е најлошото во оваа ситуација, ама добро, еве, пренесуваме убави вибрации, шеги еден тон, уште утрово, ако немаат шишир, пошто има овдека за продавање шишир еден тон. Провери на пазар, Марија, колку се движат да бидеме конкурентни, да спуштиме пеевче. Нешто, да. И до крајот да ги продадеме. Оно што исто така сакавме да го додадеме, Марија почна дека е на стандард локацијата за оваа сезона, нели, од кога ни се придружи во нашата утриска со нејзините први линковски вклучувања, нели, Борис Трајковски овако, па да апелираме до општина едно куќаре да ја направат за следната сезона, за да може во сите временски услови да биде на истата локација. Може. Завршивме за тебе, Марија.